Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Глас на надежта и на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравието и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежта од Кавадарци. Ја започнуваме нашата утринска програма Разбуди се, која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Би сакал на самиот почеток, вообичаено според нашиот редослед и нашата програма, да ја споменеме мислата на денот, која гласи: животот е еден, тебе ти е вреден, бирај го своето друштво. Верувам дека, почитувани гледачи, во животот не доаѓаат луѓе, пријатели од секакви карактерни особини. Некои можеби од тие луѓе те прават среќен кога ќе дојдат, а има и такви поради кои можеби ќе биде среќен кога ќе заминат. Сите сме ние различити. Со едни губиш, а со други добиваш. Но имаме пријатели чии животи не биле така лесни, но тие храбро го носеле секој проблем во својот живот и добивале, односно наоѓале решенија. Тие паѓале, но и станувале, оделе и понатаму во својот живот кон својата цел. Има и такви кои навистина ќе паднат и дури не стануваат. Велат дека мојот живот не вреди, јас не сум вредна, не сум вреден, никој не ме сака, никој не ме почитува и така натаму, и тие луѓе паѓаат во една така наречена депресија. Меѓутоа, да не ги трошиме таквите своји мисли, односно својата енергија на такви негативни работи. Животот е еден кој Господ ни го подарил и треба да го живееме според неговата волја. Сите ние сме вредни, драги мои пријатели, во очите на Господа. Еве на почетокот еден краток пример со кој сакам да покажам дека сите ние вредиме без разлика дали животот не сгужувал, дали животот толку не притиснал што понекогаш помислуваме дека сите кренале раце од нас. Некој непознат говорник на еден семинар стоел пред присутните и тој семинар го започнал со следниве визуелни работи. Во раците држал една новчаница од $20. Јас немам $20, имам овде 100 денари. Значи, извадил една новчаница од $20. А во собата на семинарот имало 200 луѓе. Значи, 200 присутни луѓе. Тој ги запрашал сите, кој ги сака овие 200, односно овие $20. Луѓето почнале да креваат раце со цел да покаже дека и тие ги посакуваат да ги добијат тие $20. Без малку целата сала ги кренале своите раце, посакувајќи ги тие $20. Говорникот потоа ги стуткал $20, значи едноставно под ланката ги свиткал, вака ги сгужвал, тогаш прашал повторно кој ги сака овие $20. Сите раце кои веќе биле кренати во воздух останеле и понатаму. Добро, а што ако го направам ова? Рекол говорникот, ги фрлил парите на земјата, значи доле на подот, и почнал да ги газе со чевлите. Пак ја кренал новченицата, истуткана, валкана, и ја покажал, а кој сега и понатаму ги сака овие $20? Раците се уште стоеле во воздухот. Мои пријатели, рекол говорникот на семинарот, вие научивте многу важна лекција. Без разлика што им направив јас на парите, вие се уште ги сакате, бидејќи тоа не ја намали вредноста. Се уште тие $20, иако ствиткани, сгужвани и извалкани од поднозете или на подот, тие и понатамо има таа вредност од $20. Драги мои
gledači, dragi prijatelji, mnogo pati vo životot i nije sme stutkani, forleni, gazeni, nabijeni duri dole vo zemlja od odlukite što gi nosime i okolnostite što gi srekavame vo našoj život. Da li se to luge, da li je to rabota, da li se to problemi bez razlika, na što i da je to vo životu, tije ni ne nesuvat ponekogaš i dlaboke rani. Se čustvujeme kako da sme bezvredni, no bez razlika. Bez razlika što je da se slučilo ili što je ke se sluči vo našoj život, ti nikogaš nija gubiš svoja ta vrednost vočete na Gospoda. Čist ili valkan, stutkan ili fino ispeglan, ti se ošte si bezcenet, zato što te saka tvojite se kako domašni, najbliski, a predse tamo veli vo Novi Zavjet, iako majka ti i tatko to ne ostavat radi vistinata, radi verata vo Boga, nije se ušte imame vrednost vočite na golemi od Bog. Vrednosta na našte životi doagje ne od toa što go pravime ili toa što go znajeme, tuku od toa koji sme. A nije sme, veli apostol Jovan vo Evangelijetu spored Jovana, 1. glava, site sme nije sinovi i kerki na golemi od Bog. Ti si specijalen, nikogaš nemoj da go zaboraviš toa. Evo, to objaše na početok od ova misla na denot, život te vreden, ti si vreden, nikoga što nemoj da go zaboraviš. Ode mi svega da vi pozdravime se odna ubava, hristijanska pesna, potom povtorno gi se vratime u studio da продолжиме со останатите содржини. Одиме сега со песна. Љубов Божја толку силна, света и возвишена, доаѓа од Спасителот, чиста в сите времиња. Тој ке ми отвори врата, јас да влезам в златен град. За мене на крстот умре, гревот мој го плати тој. Срцето ми беше болно, рането од гревот мој. Лек за мене Исус има, тој го слуша гласот мој. Тој ке ми отвори врата, јас да влезам в златен град. За мене на крстот умре, гревот мој го плати тој. Трпливо до крај ке чекам, додека не дојде спас. Кај што преку цела вечност со него ке бидам јас. Тој ке ми отвори врата, јас да влезам в златен град. За мене на крстот умре, гревот мој го плати тој. За мене на крстот умре, гревот мој го плати тој. Evo se vraćamo povtorno v našta programa. Uživo je slediti utrinskата programa Разбуди се на радио Гласна надежда. Поздрав до сите вас, почитувани гледачи, кои се разбудивте во меѓувреме и се вклучивте во живо да ја следите нашата утринска програма. Имаме гледачи од Македонија, најмногу секако. Имаме и од соседството, од Србија, од останатите балкански земји, имаме од Германија гледачи, така да па и од Австралија, од Америка, сите сте добре дојдени во нашата програма. Ова емисија се снима и може да ги погледнете и останатите наши утрински емисии кои до сега сме ги емитувале на YouTube каналот Радио Гласна надежда. Да ги проследиме сега сервисните информации. Денеска, како што веќе знаете, 1 ноември. Почнуваме да го трошиме и предпоследниот месец во оваа календарска година, 305 ден во годината.
Сонцето утрово изгрее во 6 часот и 3 минути, а истото ќе зајде во 16 часот и 27 минути. Веќе знаете дека почнавме со зимското сметење на времето. Доколку не сте го вратили часовникот, 1 час вратете го назад, иако мобилните автоматски се враќат и компјутерите, часовниците, но ако имате дома часовник на зидот или рачни часовници, ќе мора да ги промените, значи стрелките 1 час назад. Ајде сега да го проследиме извештајот за временската прогноза за денеска. Таа гласи дека ќе имаме предпладне сончево со мала до умерена облачност, попладне променливо облачно. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Кон крајот на денот и во текот на ноќта со локални врнежи од дожд. Во Скопје предпладне сончево со мала до умерена облачност, попладне променливо облачно, ќе дува слаб ветер претежно од северен правец. Иако навлеговме во месецот ноември, значи веќе длабоко влегуваме во есенскиот период, според долгогодишната прогноза до 14 ноември претежно ќе има ведро, сончево и релативно топло време за овој дел од годината, така да утринските ќе бидат малце посвежи температури, но во текот на денот ќе имаме релативно топло време. Еве и утре ќе имаме слично, само да ги проследиме овие, да видиме степените, колку степени ќе има денеска на топлина. Во Кавадаречкиот регион од 12 до 23, моментално е 16 степени. Во Гевгелија најтопло 13 до 25, Беровскиот регион од 8 до 19, Скопскиот од 8 до 21, Комнановскиот регион од 8 до 20, западниот дел, значи Дебар од 6 до 15, Охридскиот од 9 до 19, Пелагонија од 15 до 21 степен. Како и да е, како што реков, времето е релативно топло. Еве така ќе биде и во наредните денови, ќе се движи најниска од 10 дневната до 23. Во следните 3 дена ќе имаме и дожд, значи тамо некаде на 4 ноември, се предвидува да имаме и врнежи од дожд, така ќе биде, тоа е сабота, но веќе од недела температурите ќе се качуваат и времето ќе се подобри. Како и да е, дождот е потребен, затоа што време на сеидба, земјоделците мора да ги изорат нивите и да ги приготват. Што се однесува до увезрачењето е 2, воздухот е супер, односно добар е, така да се уште не се масовно ложи, бидејќи преку дента и времето се уште топло и затоа ете температурите, односно воздухот е релативно добар, барем во Тиквишијата во Кавадарци. Ќе следиме временската прогноза и во наредните денови, но сега да видиме што се случува на патиштата од Автомотосојузот на Македонија. Вела дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по наместа влажни коловози, затоа што еве утрово во Каварци врнеше, патиштата се мокри, но сепак времето е 16 степени, значи плюс и добро е, топло е. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини е умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања. Автомотосојузот на Македонија препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на патната поставена сообраќајна сигнализација и внимателно возење низ клисурите, значи патишата кај што поминуваат низ клисури долини, како што е Катланово Велес, па према источниот дел, Виница, Делчево, Кочани и може да кажеме Маврово, Дебар, тоа се патишта кај што има клисури и може да биде и лизгаво од влажниот коловоз. Како е да е, бидете внимателни, почитувани возачи кога управувате со моторните возила. Следува сега утринскиот текст, утринската порака, ако не сте го прочитале, еве јас сега ќе ви го прочитам и ќе го споделам коментарот за ова утро. Утринскиот текст се наоѓа во Лука 4.15, а тој поучаваше по нивните синагоги и сите го прославуваа. Никогаш човек не говорил така како овој човек, пишува во Јован 7.46. Ова би можело да се каже за Христа, дури и да поучувал само на подрачјето на физичкото и интелектуалното или да се занимавал само со теорија или шпекулација. Тој можел да открие
tajni во кои би можеле да се навлезе само по вековна напорна работа и истражување, можел да даде сугестии од полето на науката, кои се до крајот на времето би им давале храна на мислителите и би потикнувале на откритија, бидејќи Исус е Творец и ги знае сите тајни во природата. Но тој не го направил тоа, не рекол ништо да задоволи љубопитноста или да го потикне себичното честолюбие, не се занимавал со абстрактни теории, туку со она што е важно за развитокот на карактерот, со она што ќе ја зголемува способноста на човекот за да го запознае Бога и ќе ја зајакне неговата мог да прави добро. Тој зборувал за оние вистини кои се однесуваат на управувањето со животот и кои го соединуваат човекот со вечноста. Наместо да ги упатува луѓето да ги проучуваат човечките теории за Бога, неговото слово и неговите дела, тој ги учил да го гледаат онаков како што покажува во своите дела, во неговото слово и како што ни го откриват неговите намери. Тој го доведувал нивниот ум во допир с умот на бесконечниот. Никогаш порано не зборувал некој кој би имал таква сила да ги потикне мислите, да го развие копнежот и да ја раздвижи секоја способност на телото, умот и душата. Христовото учење, како и неговото сочувство, го проникнале светот. Никогаш во животот не може да настапи околност, криза во човечките искуства, за која тој однапред не подготвил во своето учење, за кое неговите принципи немаат поука. Зборовите на кнезот, на учителот, ќе бидат водич на неговите соработници се до крајот на времето. Сегашност и днината, оно што е блиско и оно што е далеко за него, секогаш било исто. Тој ги имал предвид потребите на целото човештво, на неговиот духовен поглед. Не му избегнувал нито еден човечки напор и постигање, нито едно искушение и судир, нито едно потешкотија или опасност. Не му биле познати сите срци, сите домови, сите задоволства, радости и стремежи. Тој не зборувал само како представник на целото човештво, туку и му се обраќал и на секого поединечно. Неговата вест им била упатена на сите, на малото дете, во радоста на утрото на животот, на жалното, немирното срце, на младите, на луѓето во посилна сила, на остарените во нивната слабост и изнемоштеност. Тој ги сакал сите и допирал до секоја човечко срце. Убави мисли, убава порака, почитувани гледачи. Исус е кнез на сите нас. Тој е управител, или тој ги поучуваше по нивните синагоги и сите го прославуваа. Исус бил како магнет, привлекувал мноштво луѓе, не само стари, не само жени или мажи, од сите категории, богати, сиромашни. Ако ги читате Евангелијата, ќе видите еден Матеј, царинарникот, кој имал многу пари, кој работел за римската власт, еден Лука, доктор, и тој го следел, еден Павле, филозоф, со голема школа во тоа време, и тој го прифатил Христа. Секако имало и обични луѓе, и рибари, но сепак од сите категории Бог, односно Христос, ги привлекувал кон себе. И денеска тој истиот Исус ги привлекува и илјадници луѓе, милиони луѓе секојдневно го остават свој стар начин на живење, го прифаќат Исуса Христа и стануваат негови следбеници. Нека и ние денеска во овој ден, среда, 1 ноември, да го следиме не само денес, туку во сите денови од нашиот живот, нашиот Спасител и Исус Христос, и секако оној кој е многу близко до нас, кој секогаш сака да биде со нас, но ние треба да му дозволуваме преку Светиот Дух тој да управува со нашите животи. Еве сега одиме повторно со песна, потоа ќе продолжиме со останатите рубрики. Одиме сега повторно со една убава христијанска песна. Sama živela u svetu mašte sam, nikoga u sebe nisam imala, samo jedna brojka u
svaki greh oprostiti i oči mi otvoriti. Nikad ne bi verovala da sam kriva, sada jedno znam. Hvala Bože za sve što činiš mi. Sjećam dana se kad tebe srela sam. Otad srećna sam jer živim život nov. Da sam nekad čula da promenit ću se ja, ne bih verovati mogla, samo smejala bih se. Nikad ne bih verovala da Bog može menjat život sam, da može svaki greh oprostiti i oči mi otvoriti. Nikad ne bih verovala da sam kriva, a sada jedno znam. Hvala Bože za sve što činiš mi. Nikad ne bih verovala da Bog može menjat život sam, da može svaki greh oprostiti i oči mi otvoriti. Nikad ne bih verovala da sam kriva, sada jedno znam. Hvala Bože za sve što činiš mi. Hvala Bože za sve što činiš mi. Evo nepovtornovo programa počnu gledajući. Vi sledite utrинската програма Разбуди се на радио Гласна надежда. Емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Може да споделите нашата емисија на вашите пријатели, на Facebook, на Viber или на некоја друга социјална мрежа, така да можат и тие да се вклучат и да ја следат денешната емисија, но и да ги погледнат и нашите останати емисии кои досега сме ги емитувале на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Следува рубриката Вести од светот или од Македонија. Утре имаме вести од Македонија. Имено сакам да ви известам дека минатиот викенд ние веќе дававме реклама во претходните емисии дека во Неготино се одржа есенски собор за адвентистите од Република Македонија. Имено секоја пролет или секоја есен се одржува такви собори. Тоа е време и место каде што верниците доаѓаат од повеќе градови и села, односно населени места, доаѓаат секакви пријатели, симпатизери на адвентистите, каде што се заедно си имаат посебна тематика, проповеди, песни, прославување на Господ. Ова година тој есенски собор се одржа во Неготино. Еве може да видите и салата, значи во големата сала на Домот на култура Тацо Ѓорче во Неготино. Салата беше исполнета прилично доволно, значи имавме доста верници пријатели. Насловот беше "Верувајте им на пророците, негови и ќе имате успех". Тоа е текст од Втора летописи 20:20. Значи целиот собор беше посветен на пророците. Дали денеска може да им веруваме на сите пророци кои се појавуваат како печурки на жалост во светот, и што значи библиски пророци, и беше збор стана за Елена Вајд, Божи пророк кој адвентистите ја прифаќаат како Божја пророчица. Значи служија на тој собор пасторите од Македонија. Главен говорник беше доктор Радиша Антич со неговата сопруга Драгана од Србија. Тој е искусен теолог, сега е во пензија, професор и се уште предава на теолошкиот факултет во Белград и на познати теолошки школи во светот. Беше во Англија, во Нјуболт, во Америка, има завршено и во Колонж, така да човек кој има многу знаење, и тоа се потврди и за сите оние кои беа присутни на соборот.
Znači, имаше pretpladni имаше 2 предавања, релевантниот однос, односно релевантност на списите на Елена Вајт за 21. век. Зошто е Елена Вајт толку важна, која е живела у 19. век, умрела во 20. век, 1915 година? Зошто се важни низините списи и прашањето за откровението, вдахновеното и просветлувањето. Како таа ги добивала визиите, значи слично на библиските писатели, така да доктор Антиш зборуваше токму на тие прашања и даваше одговор. Младите учествува во музичкиот дел, имаше од Чуторизир, од Скопје, од Неготино и значи сите кои може да учествуваат со песни, ете го прослува Господа. Попладни исто така имаше посебна тема, но имаше место и за прашања на присутните, сите кои сака да постават прашања за Елена Вајт, воопшто за пророците, така да тоа го сторија. Во паузата има и разговор со предавачот, значи додека траеше ручекот, а ручекот беше организиран за сите присутни и пријатели и верници, значи сите кои беа присутни на овој собор има прилика да учествуваат и на тој собор, на тој ручек да се дружат меѓу себе. Сепак беше истакнато на тој собор дека Библијата е темел на адвентистите, значи тоа е база, а Елена Вајт е тоа мало видело како и тоа самата тоа го нагласува во своите списи како мала батерија и големо светло, да кажеме, бидејќи таа ги расветлува тие работи кои во Библијата никако лаици не може така лесно да ги препознаеме и да ги разбереме, но ако ја читате, например, книгата Патриарси пророци, која зборува од создавањето, па тамо до влегувањето на израелците во етената земја, потоа пророци цареви, па копнеш вековите, тој Исусовиот живот, големата борба, тоа се списи, кога би се наредиле, тоа би било неколку метри на книги напишани од оваа жена Елена Вајт, која живеела, како што спомнав, во 19. век. Значи, за адвентистите сепак Библијата е темел, а тие ја признаваат Елена Вајт како Божи пророк, подигната во посебно време со посебна порака, но тие пораки денеска важат и за нас денеска. Таа зборува не само за духовност, а зборува и за здравието. Од каде на таа жена, обична жена, во 19. век такви информации да добие кога медицината не била воопшто ниту развиена. Но Бог преку неа упатил пораки и подосна самата медицина која ги открила тие елементи во здравството, едноставно и се поклонила на жената Елена Вајт дека била во право кога зборувала за многу здравствени проблеми кои се појавувале во тоа време, но таа давала совети, упатства и кои ги применувале, секако имале подобро здраве. Например, зборува против пушењето, против јадењето на свинско месо, односно на лој, на масти. Секако тоа делува негативно на нашиот живот. На крајот беше заклучено на овој собор дека убаво е да има такви дружења, кај што верниците меѓу себе ќе се запознаат, зашто во меѓувреме се крштаваат нови верници, приоѓаат на црквата и меѓу себе не се ниту познаат. Тоа е време кога може да се дружат, да разменат своји искуства, да се охрабрат, а пред се главна цел е на ваквите собори, почитувани гледачи, да го прославиме Господа. Не да се истакне човек, секако луѓе сме ние, тоа мора некој да го организира, да има говорници, да има пејачи, но сето тоа се прави во прослава на големиот Бог. Целиот собор е снимен, значи наскоро Гласот на надежта ќе ги објави тие снимки на својот канал, ќе бидете известени, каде што ќе може да ги проследите и самите предавања на говорникот Антич. Значи, тие се снимени, многу се важни да ги слушате, за да добиете на комплетна слика кога во прашање пророците, какво треба да биде нашиот став денес, како некој се појави нов пророк. Дали да го признаеме, како да го провериме, зашто вели Библијата дека и сатаната има мог, дури оган од небото да фрла. Но сето тоа што ќе се случува во иднина треба да помине, значи, низ призмата на Библијата. Библијата е наш темел, наша основа и затоа, порака беше да ја читаме Библијата, за да не бидеме прелажени, како што вели во Мати 24 глава, ќе се јават многу пророци, многу Христоси, кои ќе рече дека тие се вистинските. Со
nekoliko informacij, so nekoliko zborovi, Gopišav nastanot, koji se sluči, znači minati od vikend na 28. oktombri v Negotinu. Odeme sega povtorno so pesna, da bi go proslavili Gospoda, no samo da ve podsjetam, znači ovaj materijal je snimen od Soborot i ke bide pušten naskoro na jedan od kanalite koji nije ga imame na YouTube kanalite, no ke budete zato blagovremeno izvesteni i ke ga objavime na našta stranica na Radio Glasna Nadešta. Odeme sega so pesna. Poštovani gledači, vi sledite utrinskата programa na Radio Glasna Nadešta. Razbudi se, emisija koja se mitova sekoj sreda su početok vo 9 časot. Sledova rubrikata kratka tema od Sveto pismo. Naslovot na današnja tema, što sakam da je spodelam susita vas, glasi Neprisušen izvor na životot. Od poveke evrijski zborovi so značenje pustina, nijedan nema isključivo značenje na pesočna pustina, nito na nekakvo pesočno zemište. V Biblijata pod zborot pustina v opšta smisla se podrazbira neobraboten i nenaselen kraj vo koji živjat divi životni, kako što, na primjer, bila judejskata pustina. Vo takva pustina Mojsej podignal šator za sostanok kako mesto na Bože pribivanje ili prestojevalište među ulogeto. Bog mu rekao na Mojsija, čitam od vtora knjiga Mojsejeva, 25. glava. Kažim na sinovete Izraelivi da mi soberat prilog, zemete prilog koji od drago srce mi dava, da mi napravite svetilište od kada što ke vi se javovam vam. Među drugite sveti rabuti nova crkva, prva crkva, crkva vo pustinata, kako što ili apostol Luka vo dela u 7. glava vo 38. stih, napravljeno je sveto maslo. Sam Gospod go dal recept od kako da go naprava to sveto maslo. Evo što kaže, zemi mirisi, najubavi, cvet smirna, čista, mirizliv cimet, trstika mirizliva, kasija i maslinovo maslo. I od toga napravi maslo, miro za sveto pomazanje. 2. Mojsejeva, 30. glava, 22. stih. Sova maslo trebalo da bidat posveteni site predmeti za bogosluženije to i vo svetilište to, a isto taka i celo to svetilište, sveštenicite i prvosveštenikot. To go predstavovalo Božet blagoslov i život. Isto taka to bilo simbol na svetio duh. Poetot Izraeliv pel za nego s ove zborovi koliko je ubavo i koliko je milo
кога браќата живеат заедно. Како скапоценно миро врз главата што се лее по брадата на Арона, што се лее по полите од одеждата негова, како роса ермонска која паѓа на горите Сионски, зашто тамо Господ го дал благослов и живот вечен. Псалам 133 глава. Арон бил слика за Месијата, за Исуса Христа, небесниот првосвештеник. Месија значи помазаник или Христос. Но наместо со масло како символ Исус бил помазан директно со Светиот Дух од небото. На реката Јордан по крштевањето, вели Светото писмо, слезе од небото во телесен вид, како гулаб, и се слушна глас од небото кој велеше: Ти си мојот возлюбен син, кој е по мојата правда, односно мојата волја. Лука 3 глава 22 стих. Мирис на животот во пустина. Кога Арон бил помазан со свето масло, пустината замирисила во зеленило на животот и во свежина на зелена градина. Во одредено време, по многу векови, кога Исус исто така бил помазан со Светиот Дух, се исполнило пророчкото слово, односно псалмот Давидов: Ти ја љубиш праведноста, а го мразиш беззаконието. Зато Бог, твојот Бог, те помаза со миризливо масло на радоста повеќе од твоите собреќа. Сите твои облики мирисаат на смирна, ало и касија. Кога излегуваш од дворците од слонова коска, харфите развеселуваат. Ке го опоменуваш името, ке го спомнуваш името твое од род во род. Затоа народите ќе те слават од век до век, запишал псалмиста во 45 глава. На Христа му бил придодаден уште еден мирислив мирис. Тоа било многу ценето на народово масло од скленицата на Марија од Витанија, сестрата на Лазара. Јован за тоа еве што кажува: И куќата се исполни со мирис од мирото. Никој не го видел миризливото масло, но сите го почувствувале неговиот благ и убав мил мирис. Така и Светиот Дух не може да се види, но може да се почувствува во срцето. Преку 100 години однапред пророкот рекол: ке се исполни со страв Господов, појас на половината негова ќе биде правдата, а појас на бедрата негови вистината. Тоа го запишал пророк Исаија во 11 глава. Стравот Господен е мудрост, правда и послушност, а вистината сигурност, сигурносен појас. Апостол Павле длабоко го вдахнал овој свет. На едните сме смртоносен мирис за смрт, а на другите живототворен мирис на живот, пишува Павле во второто послание до Коринќаните, 2 глава 16 стих. Мирисот на животот е невидлив, како што се невидливи многу победи над гревот во себе, во себе што не ги поздравуваат фанфари, ниту ги придружуваат ракоплескања на улица. Победата над гревот е доказ за делувањето и за влијанието на Светиот Дух. Победата над себе и над гревот е дар с кој треба да се заблагодаруваме цел живот. Тоа апостол Павле го правил зборувајќи без прекин. Еве што запишал: да му благодариме на Бога кој секогаш ни дава победа во Исуса Христа и на секое место преку нас го пројавува мирисот на спознанието на самиот Него, зашто ние сме на Бога благопријатен мирис Христов меѓу оние кои се спасуваат и меѓу оние кои пропаѓаат. Послушноста не е мирис ниту цимет, ниту касиј, ниту нард, ниту смирна, туку мирис на животот на Светиот Дух во човечкото срце. Каде се крие силата на послушноста? Во делувањето на Светиот Дух. Исус бил Бог, но како човек бил исполнет со Светиот Дух во полнина, бил послушен на Бога уште од своето најрано детство. Бил послушен и тогаш кога се согласил да биде крстен на реката Јордан како пример за нас грешниците. Отецот на небото бил трогнат, послушноста на неговиот син го возбудила, дошол сосема близу до него и рекол таму на брегот од реката Јордан, кога Исус бил крстен, се слушнало глас од небото: ова е мојот возлюбен син, кој живе според мојата волја. Веднаш по крштевањето на Јордан, Исус бил исполнет со Светиот Дух и се вратил од Јордан и беше одведен во пустината. И беше тамо во пустината 40 дни, искушуван од сатаната, беше со зверови и ангели те му служеа. Наместо во царска палата, Исус, драги мои пријатели,
bil odveden vo pustina, namjesto vo društvo nasilni i golemci otišol tamo kada što živjat pustinski zverovi. Nebo to posvjedočilo za njegovata svetost i božestvo, no Isus kako čovjek ne sakal da vodi, tuku da bide voden od svetio duh. Isus dišel su mirisot na životot, na poslušnosta. Njegovata pravednost, na Božeta volja bila celostna, njegovata ljubav suvršena. Golemiot učitelj, na Božeta reč bil ušte pogolem učenik na Božjo duh. Upaten v pustinata, bil upaten i vo sekoja vistina. Od lično iskustvo može podosno da mu kaže i da mu pokaže na celi svijet. Ako je dojde toj, duhotna vistinata, ke ve upati v sekoja vistina. Jovan 16:13. Isus ne otišao v pustina za da ostane tamo. Njegovo to mesto sepak bilo pomegio lugjeto, ne pomegio zverovite. Iako lugjeto okolo njega ponekoš ne se razlikovale od zverovite, nažalost. Samotijat mu bila potrebna za namir i vo tišinu štenaš da ja razgleda panoramata na starite proroštva. Duhotna prorocite bil svetio duh i samo so njegova pomoć čovjek od Isus možel da gi razbere Božete zborovi. Svetio duh je izvor i utoka na pismo to. Biblijata je mirisna gradina na životot, zasadena i odljeduvana sorakata na svetio duh. Za nego je ispejana slednava pesna. Ti si gradinski izvor, kladenec od živa voda, potok što teče odlivan. To je vo pesana pesnite, 4. glava, 15. stih. Isus v pustinate bil kako gradina napojena so voda i kako izvor čiji vodi nikogaš ne prisušuvat. Svetio duh bil njegov životen miris, a može da bide i naš deneska. Da je otvorime vratata na našto srce, na Božeta reč, a Svetio duh ke ne ispolni so mirisot, što od smrt vodi v život, ke ne obkružuva so nebesna atmosfera. Gospod ke gutiši Sion, ke gutiši site njegovi urnatini i ke napravi pustinjete da bidat kako raj i stepite njegovi kako gradina Gospodova. Radost i veselba kima vo nego slavopoji i pejenje i pesni. Evo, početovni gledači, to beše temata za ovo utro. Nepresušen izvor na životot. Isus imao svoje pustina i znam kako što rekao me, od krštevanja to bilo odnesen u pustinja tamo da bide iskušovan, da se zajakne, preda zamine i da vleze vo narod, kaj što 3,5 godini ki bide udaran, ne bukvalno, no ki bide iskušovan, udaran, ki mu pravat svekakvi spletki na kraju, kako što veli Biblijata, ke završi na Golgotski od krst, ki bide rastnat, no i ke voskresne. Može bi i nijeme svoji pustine, da ne se razočarujeme. Bog dozvolува neko što vlezime vo našta pustina, ne da ne otepa, da ne ubije tamo vo pustinata s odzverovite tuku, da ne zajakne, da stekneme novi iskustva, zato što život te tuka nije živeme među luge. Sve do reka je naš život na ova zemlja, do reka živejme, nije ke se borime, ne sami, tuko Eve Hristos ni se nudi, toj ke se bori mesto nas. Naše da mu veruvame i da go sledime naš spasitelj Isus Hristos. Produžujeme sega so našeta programa, povtorno odime so pesna. Gospode, tvoja je ljubav kao sunčev sjaj. Ona me privlači k tebi, zove u zagrljaj. Osjećam te sad, snagu na mene izljevaš. Tvoja je ljubav kao sunčev sjaj. Ona me privlači k tebi, zove u zagrljaj. Osjećam te sad, snagu na mene izljevaš. I zato tebe volim.
privlači k tebi, zove u zagrljaj. Osjećam te sam, snagu na mene izljevaš. Gospode, tvoja je ljubav kao sunčev sjaj. Ona me privlači k tebi, zove u zagrljaj. Osjećam te sam, snagu na mene izljevaš. I zato tebe zato tebe volim. Ti si meni sve, ti si meni sve, Надеж за диабетичарите. Приказната на Джими е многу интересна. Джими бил големо бебе, 4,5 килограми при раѓање. Кога наполнил 10 години, вагата покажала 68 килограми. Тој дебело бебе, помислила неговата мајка. Ке израсне од него голем човек. Джими израснал навистина во едно прекрасно момче, но имал диабетес. На 13 години бил потежок за уште 10 килограми. Цело време уморен и постојано гладен. Гладот го задоволувал со крофни и газирани пијалоци. Тој ретко јадел салати, цели зрна, мешонки или свежо овоше. Ретко вежбал, бил постојано жеден, без разлика колку е да испил газирани пијалоци, страдал од депресија и слаба концентрација. Неговиот педијатер му рекол дека ако продолжи по тој пат до својата 25 година ќе биде
mrtov. За жал, приказата на Джими не е необичаена. Едно од трите деца, родени во Соединетите Американски држави во 2000 година, добиле диабетес на млада возраст. Има околу 20 милиони возрастни диабетичари и 40 милиони кои се во процес на добивање на диабетес, во состојба наречена преддиабетична состојба. Значи дека еден од 4 возрастни американци или има или развива диабетес кај него. Почитувани, што е тоа диабетес? Диабетесот е група на болести кои се карактеризираат со високи нивоа шекер во крвта. Но тоа е само врвот на ледениот брег, би рекле. Диабетесот е метаболичко нарушување што предизвикува клетките во телото да бидат лишени од гориво, од гликоза. Кога не е под контрола, предизвикува проблеми со циркулација, здравјето на срцето, функцијата на бубрезите, делува на нашиот вид, на нашиот имунолошки систем, се појава депресија, ментални пореметувања, ризик од рак и деменција. Големиот дел од диабетичарите, до 95% се диабетичари од типот 2, нова форма на болеста поради комбинацијата на овие така наречени неактивности, лошо држање на телото и дебелината. 8 од 10 луѓе кои страдаат од диабетес тип 2 се дебели. Они кои имаат наслаги на масноти околу стомакот се изложени на поголем ризик. Диабетесот тип 1 е автоимумно нарушување и бара секојдневна нега, односно доза на инсулин. Сите форми на диабетес многу добро реагираат на позитивниот начин на животот. Диабетесот е тивок крадец. Не обрнува внимание на возраста, полот или статусот. Едноставно, проблемот со диабетесот е што многу од неговите симптоми се тивки, па и сериозноста не се забележува, нема никакви на почетокот нарушувања. Според еден експерт, ако нешто не се превземе да биде спречен, диабетесот ќе резултира со 35 милиони срцеви напади, 13 милиони мозочни удари, 6 милиони епизоди на бубрежна инсуфиненција, 8 милиони случаи на слепило или операција на очите, 2 милиона ампутации и 62 милиони смртни случаи, вкупно 121 милион сериозно обесправени настани поврзани со диабетесот во следните 30 години. Почитувани гледачи, неактивноста го зголемува ризикот од развојот на диабетес. Дебелината тројно го зголемува ризикот. Кога половината на жената ќе се зголеми од 71 см на 96, ризикот од добивање диабетес е 6-кратна. Добрата вест е дека сепак повеќето, дури 90% од диабетес тип 2 може да се спречи со подобрување на начинот на живот. Дури и ако диабетесот се јавува во вашето семејство. И затоа не треба да стравуваме. Добрата вест е иста. Алатките кои го спречуваат диабетесот исто така управуваат и ги намалуваат симптомите. Победете го диабетесот пред да ве победи тој вас. Како може овој ужасен тренд да се подобри, се поставува прашањето. Заедно со откажување од пушење, управување со стресот и доволно спиење. Неколку едноставни промени што треба да ги направите ќе направат голема разлика со текот на времето. Направете оброци за паметење. Едноставно, вие сте сега на потек. Повеќе домашни оброци, користејте ги здравите избори и здравите намирници. Поедок, например, богат со влакна, вклучувајќи цели зрна и свежо овоше во вашата исхрана. Започнете го оброкот со супа од зеленчук, салата или овошје. Понатаму,
намалете го внесот на месо и млечни производи во вашата исхрана. Зголемете го внесот на мешунки, зеленчук и салата. Помалку брза храна со многу масти и сладки. Отфрлете ги во вашата секојдневна исхрана. Елиминирајте ги газираните сокови или така наречени диетално и редовно. Замените ги таквите сокови или висококалоричните пијалоци и овошните сокови со обична вода. Во нив има многу шекери. Замените го алкохолот и пијалоците кои содржат кофеин со билни чаеви или едноставно обична вода. За почеток пешачете 10 минути после оброкот секој ден. Планирајте умерено вежбање во вашиот распоред. Ставите го и тој дел од вашиот распоред. Создадете план за вежбање кој ќе се изгради до вкупно 1 час. Значи, дневно. Вежбајте со пријателите, за да бидете мотивирани, да имате елан и поставите си цел во вашиот живот. Вие сте создадени за успех. Немој да очајувајте. Секој човечко суштество е дизајнирано од Бога за обнова. И затоа бидете упорни. За обнова и за закрепнување. Неконтролираниот диабетес ги нарушува телесните системи, го уништува вашето здравје и ја намалува вашата животна енергија. За среќа, позитивните одлуки за начин на вашиот живот може да му помогнат на диабетичарот да закрепне. Да го закрепне здравјето, враќање на телото, односно на силата. Божиот план за здрав живот вклучува силни принципи за враќање на менталното, духовното и емоционалното здравје. Зато, почитувани, без разлика дали страдате како резултат на вашите лоши одлуки во минатото, деструктивна средина или некој наследен фактор за депресија и болест, Бог сака да те стави на патот на неговото исцелување. Пат кој едноставно завршува во вечен живот. Иако живееме во свет каде страдањето се јавува како резултат на гревот и злото, сепак, почитувани гледачи, можеме да избегнеме непотребно страдање, предизвикано од одлуки кои го нарушуваат или ги нарушуваат здравите принципи кои управуваат со нашето тело. За среќа, дури кога донесуваме погрешни одлуки, имаме големо ветување од Бога, зашто ќе те исцелам и ќе ти ги излечам раните, вели Господ. Еремија 30 глава 17 стих. Еден ден Јован почнал да вежба и да јаде подобро и успел да ја избегне страшната прогноза што му ја дал лекарот. Создавањето нови навики бара состојба на нашиот ум. Еден по еден ден е состојба која едноставно не се враќа на минатите неуспеси. Не се враќате повеќе назад. Апостол Павле ја илустрирал својата состојба номот со следниве зборови: се можам во Исуса Христа, кој ми дава сила. Da se smija, da se smija.
ti si nade za mene. Drži me, da sam blizu do tebe. Ono je sve što ke bide za mene. Zemi me, po tvoj krilja zemi me. Po tvoj krilja da se skrijam, da se sviram, Bože moj. Po tvoj krilja da se sviram, da se smiram, Bože moj. После ова песна, еве повторно во живо, ја следите програмата на Радио Гласна надежта, утринска емисија Разбуди се, која се емитува секој среда со почеток во 9 часот. Би сакал сега да ви ја покажам, да ви ја рекламирам книгата Патот кон Христа, за добар дел од вас позната книга, но овде имам посебно издание, тоа е 4-тото издание, значи скоро джепен формат, бесплатно ја нудиме, така да вие кои сакате да имате една или две за вас, за вашите пријатели, пишете ни, ние ќе ви спратиме. Ова е прекрасна книга за запознавање на Исуса Христа, чекорите како да го запознаеме. Ова е 4-то издание, реков, бидејќи има уште 4, некаде околу 8 изданија. Ова книга на македонски јазик е печатена во минатите години, доста е барена, еве ќе ви ги прочитам само некои од насловите. Божјата љубов кон човекот, на грешникот му е потребен Христос, покаяние, признание, посветување, вера и прифаќање, растење во Христа, живот и работа, познавање на Бога, предимство да се молим и така натаму. Прекрасна книга, напишена токму од Елена Вајд, за која зборувавме во вестите од Македонија, бидејќи тај пророк и адвентистите ја прифаќаат како Божи пророк, напишана прекрасна книга, во светски рамки е печатена на милиони и милиони примероци, на преко 120 јазици е печатена, така да еве имаме и на македонски јазик, доколку сакате може да ви ја испратиме. А вие кои сакате, да изучувате Библијата, ви нудиме бесплатна дописна школа онлайн, значи Библијата зборова.мк, и воедно ќе ви испратиме бесплатно свето писмо, односно Библија, на ваша домашна адреса. Доволно е да ги напишете овие иницијали, значи Библијата зборова.мк на вашиот интернет, на вашите лаптопови и ќе влезете, значи, на ова веб страница и ќе бидете запознаени со 8 подречја на дописната библиска школа, која е во електронска верзија. Оде ми сега да ја видиме и самата реклама за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве дојдовме и до самиот крај, почитувани гледачи, на нашата денешна утринска програма Разбуди се, емисија која се емитува секоја среда. Ми беше задоволство што можевме да се дружиме и денеска да бидеме заедно. Ова емисија се снима така да ќе биде поставена на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта, кај што може да ги погледнете останатите емисии и да ги споделувате со вашите познаници, со вашите пријатели. Ми преостанува да ви посакам пријатен
ден, 1 ноември, денеска е среда, како што рековме. Имајте благословен ден и цела благословена седмица. Ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, наредната среда со почеток повторно во 9 часот. А до тогаш останете со здравје и Господ нека биде со вас. Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежта и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравјето и храната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме.